Кристина Николовска, новоименувана началничка на Оделението за криминалистичко-разузнавачка анализа, синоќа била затекната на граничниот премин Меđитлија во патничко возило, во кое се превезувал и дилер од Битола, познат под прекарот Боцката, кој со себе носел наркотици, пишува порталот журнал.нет. Во моментот кога биле запрени од полицијата, дилерот се обидел да ја голтне прашкастата материја, но не успеал. Од страна на полицијата бил извршен претрес и покрај заканите на началничката дека била блиска со министерот Оливер Спасовски. Дилерот Оливер Настевски Боцката бил позитивен на амфетамин, а целата акција е реализирана по претходна информација дека се подготвува препродажба на дрога во Грција. Инаку и сопругот на новоименуваната началничка Николовска е вработен како инспектор во Министерството за внатрешни работи и важи за близок до Миле Зечевик, пишува порталот Журнал. Како што дознава Журнал, новата началничка Николовска, која претходно била самостоен аналитичар, не е единствената што добила унапредување од Оливер Спасовски. Во акцијата за целосна партизација на МВР, Спасовски поделил поголем број нови решенија за партиски послушници на подрачјето на СВР Битола, игнорирајќи ги судските одлуки. Од помлад инспектор, спротивно на закон за 5 нивоа, во началник е унапреден и Драган Човелевски. Николче Георгиевски е напреден за 3 нивоа од виш инспектор во началник на ОКП. Николче Тасевски од полицаец во командер на полициско оделение за надворешно физичко обезбедување, што представува незаконски скок за 3 нивоа. Маријан Ангеловски од инспектор за прифат во полициската станица Македонски Брод, во началник на надворешната канцеларија за криминалистички работи. За сметка на овие незаконски партиски унапредувања, деградирани се десетина други полициски службеници со долго работно искуство во полицијата, објави порталот Журнал.